Тенденцијата на се помала искористеност на земјоделското земјиште во Кочанската котлина, како што стојат работите пред почетокот на новата производствена сезона, ќе продолжи. Активно земјоделско население се повеќе старее, а голем процент од младите ја напуштаат земјите и заминуваат во странство во потрага по подобар живот. Повозрасните изработени земјоделци немаат ниту сила, ниту друга можност да произведуваат рентабилно, па од година во година оставаат дел од нивите необработени и непосејани. Проценките кои датираат од 2020, 2021, 2022 година велеа дека околу 20% од плодното земјиште не е обработено. Прашање што може да се очекува во 2024 година. Ако покрај обиколницата и други регионални патишта може да се видат големи необработени површини, тогаш што се случува подлабоко во полињата? Земјоделците во паника велат дека нема што да направат со имотот, бидејќи синовите и ќерките им се во странство, а тие самите не се во состојба да обработуваат по 30 до 40 декари ниви со разни култури. Поединци дури се одлучуваат да ги продадат. Меѓутоа, нема заинтересирани купувачи, а и цените се далеку под реалните вредности. Штетите од ваквите тенденции се повеќе кратни, бидејќи освен што се намалува производството за храна, се запустуваат нивите и се деградираат цели полиња. Паралелно и вкупниот обрат на средства по однос на воден надоме се трошат помали количини на вештачки ѓубрива, хемиски препарати и слични, а сето тоа кумулативно негативно влијае врз агростопанските процеси во производствениот регион.